Денешниот настан не беше завршен настан за одбележување на крајот на трите Еразмус програми кои што ги работевме јули месец. Имавме наши представници од Кавадарци на едукативни тренинзи, на размена на искуства и слични други програми кои што Екоживот више ги работи повише години и се надеваме на зголемување на квалитетот на јавната свест, посебно за еколошките тематики. Затоа и намерно ги бираме тие проекти и намерно ги бираме сличните партнерства, како што се Recycle, Reuse, Reduce, проектот во Романија кој што беше од едукативен карактер за координатори. Имавме тројца наши представници на Екоживот. Проектот во Хрватска, каде што тој беше се викаше Energy of Nature. На тој проект имаше 7 представници на Екоживот и во Србија последниот тренинг центар, кој што последниот тренинг настан беше Erasmus K2 проект, на кој што учествуваат тројца представници од Екоживот и има нареден стадиум од настанот во ноември месец во Турција. Целта на учесниците од Македонија во настанот во Романија беше да се партиципира за редуцирање, реупотреба и рециклирање на општествените добра. Настанот беше следен од повеќе учесници и од други земји, ги имаше некои 9 учесници од други земји, со 30 на учесници. Потребата за организирање на ваков настан е за да се запознаат младите за редуцирање на општествените добра, нивна реупотреба, како и да се запознаат за начинот на рециклирање. Во Хрватска учествувавме 7 представници на Екоживот. Проектот беше Energy of the Nature, искористување на обновливи извори енергија, со повише тематики, од кои представниците на Екоживот изработувавме соларен колектор за топла вода, за грејење на топла вода. Траеше во периодот од 36 до 7.7. Преку Сдруженијето Екоживот, тројца учесници од Кавадарци, бевме во Србија, Шабат, каде што правевме куќа од природни материјали, како слама, трски кал. Целта беше намалување на органскиот отпад во природата. Според мене екологијата е, бидејќи имаме искуство со работка со основни и средните училишта, е формално застапена, не се обрнува доволно внимание на еколошките тематики. Можеби можат да се направат некои поинтерактивни методи за приближување на самата тематика, животната средина, заштитата, обновливи извори на енергија, рециклирање, редуцирање, реупотреба на материјали, сите оние тематики кои што би ние подобриле животната средина, да им се приближат на по-специфичен, по-природен начин на самите ученици. Доколку има потреба, ние како невладини организации, еколошките организации би се вклучиле во самиот процес, стоиме на располагање сепак за одржлив развој на нашето општество.